влегуване во топ тема и како што веќе најавив, со нас ќе биде републичкиот јавен обвинител Љубомир Ѓовевски. Многу прашања се отворени и по извештајот на Стејт департментот, но и заради актуелните случувања и отворени предмети и постапки кои се водат. Благодарам обвинителе што сте во студиото на Телма. Благодарам на поканата. Бидејќи и многу работи некако брзо се случуваат, денешната најнова информација и вест на денот е приведувањето на Рашковски и барањето од страна на обвинителството да му биде одреден притвор на Рашковски. Со оглед на тоа што е само еден ден откако тој ја даде оставката, чекаше ли обвинителството тој првин да даде оставка, па да побарате за него притвор и приведување, а можеше тоа можеби да се случи и минатата недела? Не би ви дал право за таквата констатација, со оглед на тоа што обвинителството овој предмет го отвори кога лицето за кое зборувате се уште ја извршуваше функцијата и тоа го отвори по допрен глас. После преземените предистражни мерки, јавниот обвинител кој постапува по предметот нашол дека постојат основи за отварање на истрага и ја отвори истрагата и при тоа според негова оценка треба да се преземат соодветни мерки спрема лицето против кое се води истрагата. Некогаш и ние се прашуваме временски кога доаѓаат вакви случаи особено за луѓе кои се дел од извршната власт, се одвиваат брзо, меѓутоа во случајот Леонардо за него нема гонење и за разлика од овој пат кога брзо се отвори истрага. Зошто тоа се случува? Тогаш имавме сомнеш дека не се сака од страна на обвинителството да се отвори нешто повеќе токму затоа што е функционер. Ако контекстот на прашањето ви е дека обвинителството тогаш го затворило тој предмет, односно не гонело затоа што извршувало функција, јас само ќе посечам неколку факти според кои таквото тврдење или таквото мислење не е основано. Во конкретниот предмет Леонардо, обвинителството го отвори кога се уште Рашковски ја извршуваше функцијата, меѓутоа од сите прибрани докази најде дека нема елементи на кривично дело. Исто така, во овој случај, како што претходно кажав, обвинителството воопшто не чекаше лицето за кое прашувате да даде оставка, туку сето тоа се должи врз основа на обезбедените докази во постапката. Тука се работи за искористување на неговата позиција, службена должност, подпишување за софтверот кој всушност сам го подготвил. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција достави и соопштение до медиумите со оглед дека предметот се уште е во тек и дозволете определени факти, околности во овој момент да не ги коментирам со цел да не наштетам на презумцијата на невиност, а исто така и да не наштетам на постапката што ја води обвинителство. Добро, колку ви помогна во оваа истрага сведочењата на министерот за внатрешни работи Спасовски и техничкиот министер Наке Чулев, кои што факт е дека беа повикани во обвинителството да зборуваат токму за тоа дали е потребен или не е потребен таков софтвер? Не е спорно дека обвинителството врз основа на доказите кои дотоаш располага, наоѓа за потребно да изведе и други докази. Како што сами кажавте, точно е дека во својство на сведоци се сослушани овие лица, но во делот на нивната доказна вредност и дали овие податоци се од клучно значење за расчистување на конкретниот настан, во овој момент не можам да се произнесам. Со оглед на тоа што станува само за поединечни действија, мора кога се дава оценка да се согледаат сите факти и околности обезбедени во текот на постапката.
Еве се обидував да ја најдам изјавата на премиерот денеска заедно во однос на предметот со Рашковски, кој вели дека никој не е недопирлив, но се додека не се докаже дека е виновен, не можеме да го тврдиме спротивност, и вели истовремено треба да го почитуваме и ставот дека никој не е виновен, додека не му се докаже вината, презумцијата на невиност треба да ја почитува. Вели и тој дека сите барања до независните институции, како што се јавното обвинителство и Државната комисија за спречување корупција, се испорачени за да се спроведе постапка целосно согласно законот. Дали вие како обвинителство имавте некакви сугестии или можеби влијанија од страна на власта за овој предмет? Повеќе пати сум истакнувал дека обвинителството нема влијанија во било кој предмет, а не посебно во овој предмет. Ако постоја одредени влијанија, немаше настаните денеска вака да се одвиваат како што се одвиваат. Уште со доаѓањето на мојата функција, во првите изјави што ги дадов, ветив дека во обвинителството воопшто нема да потпаѓа под политички влијанија, дека неселективно, непристрасно ќе работи и ќе постапува по предметите. И всушност и во оваа изјава на премиерот може да се потврди таа заложба на обвинителството дека нема недопирливи, дека не работи селективно и дека е одлучно да се справи во борбата со организираниот криминал и корупцијата. Само да направам една паралела, за Рашковски барате притвор, укажувате дека постои опасност од бегство, криење влијание врз сведоци. Дали добивте службена белешка од АНБ, можеби и за Рашковски? Оти тоа е многу во мода во последно време? Јас колку знам, таква службена белешка нема, но кога станува збор за проценката дали за одредено лице спрема кое се отвара истрага, ќе се бара притвор или други мерки на обезбедување, зависи од доказите што до тогаш обвинителството ги обезбедило. Впрочем, предлозите за притвор на обвинителството не се заснуваат само врз основа на службени белешки од надлежните органи, туку обвинителството може и врз основа на другите прибрани докази или сознанија да процени дека постои опасност на бегство. Само како пример би посочил префрлање на пари од една сметка во странство, одселување на семејството, добивање државјанство на странска земја. Има многу елементи што обвинителот кој постапува по конкретен предмет треба да ги согледа и да процени дали има потреба за изрекување на мерка притвор како една од најтешките за обезбедување присуство на обвинетиот за водење на постапката. Сепак ова ве прашам заради тоа што службената белешка беше клучна на АНБ во однос на одредувањето на притворот на Орце Камчев. Колку често вие добивате вакви службени белешки од АНБ? Од АНБ не добиваме често вакви службени белешки, но мислам дека во тоа не е проблемот. Впрочем, овие институции имаат и надлежност да го прават тоа, да проценуваат безбедносната состојба во определени предмети или за определени лица, и ако дојдат до сознанија дека постои опасност од бегство, да го информираат обвинителството. Впрочем, тоа е нивна и законска обврска и на Министерството за внатрешни работи, со оглед дека овие институции го имаат и откривачкиот дел на кривичните дела и нивните сторители. Сепак, кога станува збор за белешка на АНБ, многу беше симптоматично и се уште се дискутира. Дали бевте затечени од службената белешка на АНБ по која постапила полицијата? И дали бевте воопшто известени дека Орце Камчев ќе се најде во полициска станица по однос на службена белешка, а не по однос на ваше барање како обвинителство? Мислам дека тука не постои воопшто никаков правен проблем, дека без разлика дали оваа службена белешка, како што спомна, потекнува од АНБ или од Министерството за внатрешни работи, овие органи во својата надлежност
како што премалку истакнав, собираат определени податоци и врз основа на тие податоци, зависно од итноста на конкретната ситуација, можат да постапат на овој начин. Се разбира дека тие не се овластени да предлагаат притвор, но тоа е работа на обвинителство. Меѓутоа, вие предложивте притвор по еден сосема друг предмет, тоа беше за плацевите на водно. Дали вие бевте известени утрото кога беше приведен Орце Камчев како обвинителство, дека го приведуваат врз основа на белешка на АНБ? Оти, ако гледаме вака, немаат потреба да ви известуваат за нешто кај што вие не сте инволвирани. Повторно ќе кажем, точно времето кога е известен јавниот обвинител не ми е познато, но АНБ може само да го приведе лицето и не може да го држи натаму. Должно е за тоа да го информира обвинителството и натаму обвинителството ги презема соодветните действија за кои што ќе процени дека се потребни во конкретниот случај, дали ќе оди мерка пред судија на претходна постапка да му се изрече мерка притвор или некоја друга мерка за обезбедување на лицето. Сепак подоцна се вклучи и обвинителството и всушност Камчев не е заради тоа што разговарал со некои си странски служби во притвор, туку заради плацевите на водно. Колку во таа смисла да прашувам колку бевте изненадени или не од ова, затоа што имам впечаток дека обвинителството тие денови не би го притворило, затоа што во тој период, особено заради обезбедување на притвореникот заради плацеви на водно, немаше никакви најави, истраги или сомнежи за бегство. АНБ во тој момент сознала или обезбедила докази дека постои опасност од бегство и поради тоа ги презела тие действија. И мислам дека и овие органи, доколку не преземат навреме действија, може да се осуетат постапките. Според тоа, уште еднаш нагласувам дека итноста на постапката го барала тоа. Докаде е тогаш истрагата за плацеви на водно, затоа што на Камчев повторно му е продолжен притворот? Постапката за плацеви на водно е во завршна постапка истрагата и јас можам да кажем дека обвинителот кој постапува по предметот веќе изготвува известување за завршена истрага, кој ќе им го достави на обвинетите и на нивните бранители. После тоа известување тие имаат рок од 15 дена евентуално да предложат изведување на нови докази и во предметот постои една замолница за меѓународна правна помош. Да, од каде барате правна помош, од кои држави и какви докази? Сакам да истакнам дека врз основа на обсежна истрага на обвинителството, дојдено е до откривање на 2 нови стана и плац од 3000 квадрати на водно и за овие за становите и плацевите издадена е мерка забрана за нивно оттуѓување додека трае оваа постапка. Решивте да не го прифатите неговата понуда за излегување во куќен притвор, иако тој понуди сума на пари, недвижности и слично? Цените дека и покрај тоа тој заради тоа што дека да може да избега? Обвинителството има своји проценти кога ги дава мислењата по барањата за притвор или по барањата за гаранција, но и определувањето на притворот и определувањето на гаранцијата е во надлежност на судот. Она што пак ако се вратиме на белишките од АНБ, пак обвинителката Русковска побара од АНБ информација поврзана со евентуално бегство на Мијалков, каде што таа осознала дека такво нешто може да се случи, не доби белешка од АНБ за такво нешто. И самиот рековте дека не често добивате
белешки од АНБ? Дали воопшто имате бројка колку годишно добивате белешки од АНБ? Прво, АНБ е една од поновите институции. Второ, кажувам дека можеби ова е прво известување на обвинителството за ваков настан, но повторно кажувам дека тие се надлежни да собираат податоци околу тоа и дека обвинителството не мора да прифати тие известувања. Дури и обвинителството, кога има сопствени информации, може да повера од надлежните безбедносни сектори да се утврдат определени факти, околности. Русковска тоа го побара, меѓутоа не видовме вклученост на АНБ. Веројатно АНБ немала информации за тоа, немала што дополнително да соопшти. Кога сум веќе тука кај овие случаи поврзани со Мијалков и Камчев, случајот Империја бара големо вештачење. Јас колку што знам, повеќе од 150.000 евра чини вештачењето за Империја, толку колку што се трошоците на организиран криминал, можеби и повеќе од за сите досегашни предмети годишно. До каде е вештачењето и до каде е овој предмет? Веднаш да истакнам дека обвинителството не се раководи од тоа колку чини определено вештачење, се разбира доколку е неопходно вештачење, обвинителството ќе побара такво вештачење. Овде станува збор за едно сложено вештачење, станува збор за обемна сметководствена документација, станува збор за вештачење од еден стручен тим кој што треба да ги разгледа сметководствените, финансиските документи, да разреши определени прашања во однос на овие документи и се разбира дека за да се разгледа таква и толка бројна документи и да се донесе определен заклучок во делот на вештиот наот и мислење, потребно е значително време и според оваа динамика како се одвива вештачењето за скоро време, мислам дека вештите лица ќе завршат со овој процес. Кога се случија приведувањата и притворите и на Камчев и на Мијалков, некако се доби впечаток дека власта прибегнува кон, не велам обвинителството, туку велам власта, кон едни вакви капитални случаи. Во одредени моменти, оваа година е изборна година, следуваат локални избори, а самиот велите немате притисоци од политичарите кога се работи за истраги. Сепак, колку е случајно сето ова за еден кус период, 20 луѓе за кои што со години се зборува, одеднаш бидат приведени речиси во исто време? Тоа е коинциденција, веројатно, на настаните, инаку обвинителството воопшто не се раководи од тоа во кој момент или што ќе значат преземањето на неговите действија. Одговорно ви тврдам дека обвинителството само врз основа на доказите во оној момент кога ќе процени дека созреани се тие докази да преземе определено действие, го презема. Воопшто не се раководи од тоа што значи тоа во јавноста или во конкретниот политички мит. Според тоа и од ова што го кажувам се потврдува дека обвинителството ниту има политички влијанија, ниту може да ги има, ниту треба да ги има. Обвинителството мора да биде еден самостоен орган кој ги донесува јавно обвинителските одлуки и вон тој орган никој апсолутно не може да донесува јавно обвинителски одлуки, ниту да влијае на одлуките на обвинителство. Добро, меѓутоа, еве и сами рековте дека ова било единствена белешка од АНБ што сте ја добиле сега, веќе беше приведено ова прашање во контекст дека може да поведи случај во Страсбур заради некореспондирањето на нешто за што е приведен со нешто за што е задржан во притвор. Мислам дека нема такви основи. Се разбира тоа, ако се повредени неговите права, може да бара и од судијата на претходна постапка да ги утврди повредите. Јас да не ги преудицирам тие работи и користењето на правата од страна на одбраната, но моје мислење е дека
во конкретниот случај не станува збор за повреди на правата на лицето кое е приведено. Она што е исто така актуелно, ние дури не можеме да нафтасаме новинариве со секојдневните афери кои се отвараат. Опозицијата нарече мафија, операцијата на полицијата беше двојник на обвинителството за издадените пасоши. Факт е дека 215 пасоши нелегално се издадени за 2 години. Зошто толку се чекаше со таа истрага? Дали пасошите на криминалците од меѓународните потерници сега се поништени или активни? Зачудува фактот што ако знаел некој дека постои такво нешто, дозволил 2 години да се штанцаат пасошите, за сметка можеби на угледот на државата, само за да се фати мрежата на сторители која не е во цело сватена. Се разбира дека за определени кривични дела каде што се повторуваат определени действија, дека на обвинителството и на другите институции им треба повеќе време. Кај таквите акции обично се проценува периодот во кој треба веќе да се превземат определени действија. Да, се согласувам во случајот дека тоа значи нарушување на угледот на државата во светот. Но тоа прашање отвара една друга димензија. Отвара на компетентност, на интегритет, на стручност на јавната администрација, тука вклучувајќи и администрацијата во јавното обвинителство. Може ли да ни дадете една хронологија на сето ова? Отворен е предмет во организиран криминал, во обвинителство за борба против организиран криминал. Потоа случајот е префрлен во основното обвинителство. Дадено е за 11 луѓе обвинение покренато. Уште не се знае до кај ќе стигне истрагата, а основното како да ја заврши. Дали има шанси ова да се продолжи во организиран криминал? Оти многу е наивно да веруваме дека луѓето што фотографирале и што луѓето ги одобрувале на некој начин пасошите, биле единствените со кои што треба само основното обвинителство се занимава. Се согласувам дека тие не биле единствените и како што сами спомнавте дека по овој предмет најпрво започна да постапува основното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, но со оглед на неговата надлежност, бидејќи таа е строго дефинирана по закон, се утврди дека ова кривично дело за кое овие сторители за кои е поднесено обвинение кај надлежниот суд не спаѓа во неговата надлежност. Тоа не значи дека јавното обвинителство го затвара овој случај. Јавното обвинителство и натаму ќе работи на случајот и доколку дојде дека се работи за организирано здружение или дека сторители се повеќе лица, ќе превземе соодветна постапка. Впрочем, и основното јавно обвинителство во Скопје, после поднесувањето на обвинението до Министерството за внатрешни работи побара дополнителни известувања за начинот на организација на издавањето на овие патни исправи, за лицата кои постапуваат потоа, за информациониот систем и така натаму. Ова прашање или овој предмет отвара по мене и една друга димензија, што предпоставувам треба да ја реши Министерството за внатрешни работи, колку е безбеден тој систем информатички што го користат, кои лица можат да пристапуваат кон овие податоци, кои лица можат да вршат корекција на овие податоци. Според мене, овие податоци или скоро сите податоци не се менливи. Да појаснам за гледачите, затоа што матичниот број, раѓањето, местото на раѓање родителите не се променливи податоци. Единствен променлив податок е само местото на живеалиште. И во тој контекст треба
на вистина после овој настан да се направат соодветни согледувања на слабостите и за да не дојде до вакви случаи. А што насоки давате како обвинителство сега за да се прошири истрагата за овој случај? Самиот министер за внатрешни кажа дека ќе се прошири. Во кој дел ќе се прошири истрагата? Веќе ова што претходно го кажав. Најпрво треба да се утврди кои лица имале допир со овие документи, кои лица ги може да ги креираат овие документи, како е поставена цела таа служба, кои какви задачи и овластувања има во таа служба. Кој контролира веројатно? Сигурно дека кој контролира на таа служба, кој носи одговорноста за функционирањето на таа служба. И дали тоа постапување било во рамките на прописите и што го регулираат внатрешното работење на Министерството за внатрешни работи или одстапувано од тие процедури. Може ли да ни дадете детали? И ние се обидовме да направиме нека реконструкција на сите тие истраги што ги направивте. Пасошите, дел од пасошите се веќе користени, тоа ние најдовме докази за излез од Македонија и успешно ги поминале границите, пасошите, заедно со криминалците. Иако биле на потерници на Интерпол, тие под друго име поминале. Потоа дел пак не биле активирани од овие пасоши, односно стоеле во системот како неактивирани пасоши. Од друга страна, како е одлучено, значи навистина зачудува фактот што е одлучено да сопре само во основното обвинителство, затоа што сега имаме едно чудо действија и сам кажувате што треба да се проверат. Може да ни дадете детали во однос на материјалниве докази кои упатуваат на целата мрежа. Еве јас ви спомнав само од еден, ние најдовме дека е поминато со теј пасош. Имавме тоа дека човек што го изработува фалсификуваниот пасош со украден идентитет, јавува можеби на некој на граница дека таков пасош ќе му дојде и тој ќе помине. Затоа е многу поголем обсегот. Не е спорно дека дел од овие пасоши кои што се со друг идентитет на овие лица дека ги користиле за преминување на државните граници нашата или во некои други земји. Впрочем, тоа е суштината на издавањето на ваквите пасоши. Покрај другите задолженија што јавниот обвинител ги бара од Министерството за внатрешни работи, бара да се утврди околноста колку од овие пасоши се користени, колку од овие пасоши се искористени при преминувањето на границата на државата, колку во странските земји. Така што можам да ве уверам дека обвинителството е сериозно и одговорно ќе го испита до крај овој случај. Воопшто нема дилеми дека обвинителството сака да го забошоти или да не дојде до повисоките структури во рамките на Министерството за внатрешни работи, доколку такви имало и дека нема тие сторители да ги гони. Кога ќе обезбедиме ние докази за било кој, без разлика на позицијата, на местото во кое се наоѓа, бидете уверени дека ќе преземаме действија согласно законот и согласно надлежностите на јавното обвинителство. Ама обвинителе, како да бидеме уверени кога претходно 2 години траела една истрага? Не ви е малце тешко што 2 години се правеле пасоши кои оделе низ целиот свет? И во тие 2 години не сте ги нашле тие што се на врвот? Надлежните институции преземале соодветни мерки за утврдување на овие состојби. Како да бидеме уверени дека не можете 2 години да поминат? Јас уште еднаш ви можам да потврдам дека обвинителството е определено до крај да го ги истражи овој настан и доколку дојде докази дека никој нема да биде заштитен и лицата ќе бидат известени пред лицето на правдата. Се разбира дека има уште многу работа, дека дел
од работата треба да завршат другите органи. Да, токму тоа ми е. Може би дел спаѓа и во надлежноста на внатрешната контрола на Министерството за внатрешни работи. Така да сите овие аспекти се имаат во предвид и сите овие околности се испитуваат и за тоа се обезбедува соодветна документација. Дали ќе одговараат и за друго дело? За сега обвинителниот предлог е за злоупотреба на службена положба. Она што го знаем, имало и фалсификување и кражба на идентитети, лични податоци. Нема досега ниту една кривична пријава за овие дела. Дали ќе се задржи обвинителството само на ова дело или ќе го прошири и во однос на кражба на идентитет? Само да подсетам дека ние пред 3 години укажавме на кражба на идентитет за лице од страна на МВР која заврши невино во затвор, а кражбата на идентитетот упатуваше дека е направена во МВР. До денеска никој не одговара за тој предмет. Сосема да бидам јасен, за се она што обвинителството ќе има докази како действие или како кривично дело и за секој сторител што го извршил тоа кривично дело ќе постапи соодветно на прописите. Тоа не значи дека обвинителството нема да отвори постапка и спрема други лица доколку утврди дека тие се инволвирани во овие настани, односно презеле кривично правни действија и зависно од тие действија ќе се процени за кој кривично дело. Велам дека тие што го направиле изработка, направиле и кражба на идентитет, веројатно треба да одговарате за кражба на идентитет. Ако се бидејќи некој за да му го ставите името и презимето, а само ставите друга слика, ви го украл идентитетот на луѓето од Пустец и ми е украден идентитетот на човекот од Чар, му е украден идентитетот. Во најголем дел украден идентитет на луѓе кои не се во земјава, живеат во странство. Јавниот обвинител кој постапува по тој предмет ги имаше предвид сите овие околности, во овој момент тидено само за фалсификување на службена исправа и уште еднаш нагласувам, ќе видиме натаму во текот на истрагата до уште какви действија и какви докази ќе дојде обвинителството. Она што е интересно дека сега опозицијата има уште еден мафија 2, кај што вели дека се издадени двојни матични броеви, 20.000, па потоа МВР вели не, дел се тие поништени. Потоа имаше исто така ревизорскиот извештај во однос на тоа колку матични броеви се издадени како што не треба. Значи се врти околу тоа на кој начин се издаваат и матичните броеви или се двојни матични броеви и очигледно дека тој систем ако се прошири можеби една поголема истрага треба целосно да се стави под лупа. Обвинителството во овој момент нема докази, сознанија за дуплирани матични броеви. Тоа прашање и порано се покренуваше, не од сега. И јас колку знам, тоа се должи на од времето кога не постоеше информатичка опрема и беа креирани дупли податоци. Во тој дел, како што кажа претходно, доколку Министерството за внатрешни работи наоѓа дека овие дупли матични броеви создаваат проблеми во текот на издавањето на личните документи, верувам дека соодветно ќе го разреши дали на овие лица што се поколпуваат матичните броеви на некој ќе му даде нов матичен број, тоа е проценка на Министерството за внатрешни работи. А ако обвинителството дојде до сознание дека тие дупли матични броеви се креирани со намера да се прават определени кривични дела, тој случај ќе го испита и повторно нагласувам дека за оние сторители за кои ќе бидат обезбедени докази ќе преземе соодветниот постапок. Во однос на тоа колку сериозно ги истражувате проблемите со издавање на информации од истраги и вашите истражни дејства,
Дали до сега имате конкретен податок за одредени случаи, било да се работи за бегството на Груевски или евентуалното исчезнување на Мијалков или пак предмет во Планина? Например, Русковска се пожали дека акцијата Планина за шверцна дрога е пробиена, главните во тоа време навистина еве ги нема, иако акцијата е прогласена за успешна. Па и во Двојникви мафија, еве пак покажувам, ги нема, еден од осумничените е недостапен. Дали вие како главен обвинител досега имате конкретни податоци каде протекува? Обвинителството со особено внимание и одговорност ги следи овие постапки и еве за вас и за пошироката јавност да појаснам определени работи, бидејќи многу не е позната, така да речем, технологијата на работењето на обвинителството. Како обвинителството напредува во конкретен предмет во обезбедувањето на доказите, така се шири кругот на лицата кои знаат за тие активности и според тоа е поголема веројатноста определени информации да се, така да речем, да се пробијат. Тоа воопшто не му е во интерес на обвинителството, затоа што може вие, посебно кај тешките дела, да потрошите време, енергија од 6 месеци, година, дена или повеќе и сега некој цел тој труд заради едно дејствие да ви падне во вода. Затоа нагласив дека одговорно и многу сериозно ги проценуваме овие работи. Но дел на овие работи обвинителството не може само да ги утврди. Нему му е неопходна помош од надлежните органи, во случајов од Министерството за внатрешни работи. Обвинителката посочи дека пробиена информацијата, Министерството за внатрешни работи како надлежен орган за откривање на кривичните дела и гонење треба да ги преиспита овие, не само да ги да испита како е дојдено до тоа што е, например, тоа може да е работа и на внатрешната контрола во рамките на Министерството за внатрешни. Да, меѓутоа имаше истакнат на информации, да речеме на релација. Обвинителката го доставува до судот барањето за притвор или од таму веднаш некако стигнува до тој што е осомничен. Не може, до сега не е утврдено каде се случуваат тие работи. Кога прашуваме во судот вели не, ние сме толку и толку членови од кривичен совет, само ние знаевме, друг никој. Обвинителката заедно со обвинителите работела на одреден предмет, донела одреден заклучок, за да и полицијата, тие се трите места каде што може да излезе информацијата. Иако имаше, морам да признам, во рекет ми се чини, каде што и одредени документи излегоа од сослушувањето на одредени лица во обвинителството. И тоа не знам до кај заврши. Ние сознанија имаме, но докази немаме. И повторно нагласувам, додека дојде предметот кај кривичниот совет, тој веќе прошол низ можеби 10 раце, низ 10 луѓе. Пак се надоврзувам на тоа. Тоа значи дека ние мора да имаме обвинители и судии со интегритет, но исто така тоа треба да значи дека ние мора да имаме јавно обвинителска стручна служба која што е едуцирана, која што е професионална, која што е лојална не на старешината, туку лојална на институцијата. За жал, сега состојбите не се такви. И ние во следниот период мора да работиме на тоа. Инаку можностите за одлевање на информации, па дури и ова што го спомнавте вие, ние имавме дури и фотокопии или сликање од документи во постапката и ние сериозно се зафативме да ги утврдиме тие, но многу кој да речеме ги даде тие или кој ги направи овие, но тоа е многу тешко, затоа што повторно нагласувам, во тој момент
кога предметот беше на мислење по жалбата во висшето јавно обвинителство, веќе беше можеби во допир со предметот можеби има 20 лица. Од стручните служби? И од стручните служби, и од суди, и од обвинители. И вие и тогаш не можевте да лоцирате кој всушност тоа го фотографирал? Па ние во тој момент само лоциравме дека тоа е фотографирано врз од записникот кој што беше составен дел на списите судски. Бидејќи на тој записник имаше во хартијата посебна дамка при самата изработка на хартијата, што другите ги немаше. Од една страна тој факт, од друга страна ќе појаснам дека сите овие записници на сите страни ги подпишуваат лицата од кои се земени исказите и врз основа на подписите и да сака конкретното лице да ги стави на исто место нема, така што на секоја страна неговиот подпис или друг или пак се разликува на маргината дали е подоле или погоре. Така што недвојбено ние утврдивме дека од списите кои се наоѓа оформени пред судот, но повторно ќе речам, ние не можевме и се обидовме, не можеме да потврдиме дека тоа го направил судот, дека тоа го направил кај нас стручен соработник, дактилограф или пак во висшето обвинителство. Кој е механизмот да се заштитите од вакво нешто? Дали да се оди на она што можеби некогаш го применува и обвинителите од СЈО, да се извести дежурниот судија дека има налог за приведување, односно потоа ќе одреди судот дали е тоа за притвор или не, и да остане колку најтесно може да биде тој круг кога еден обвинител сака да притвори некого, да не дојде до ширење на информацијата. Како да се стесни кругот на луѓето што знаат? Па се разбира дека ние водиме сметка за тоа како обвинителство, но самите процедури и самите овие постапки нужно бараат да се инволвирани повеќе лица. Инаку се согласувам со вас, ние колку што можеме ја ограничуваме информацијата на други лица што, да речеме, не учествуваат во тој предмет или не треба да ги знаат тие информации. Она што е деновиве актуелно е земјиштето кое треба да се гради кај Холидей Ин, каде што урбанистичкиот план важи од 2012, каде што се предвидени неколку згради и каде што јавноста навистина е сензитивна во однос на тоа доколку навистина планот се реализира. Дали јавното обвинителство подопрен глас со оглед на тоа дека е многу сложена работата околу самото почитување на планот, можноста да плати инвеститорот и за комунали и слично, и самата постапка како е можно на земјиште кое е било државно, било денационализирано, а некому уште не е ни денационализирано, Министерството продава земјиште за да се окрупни парцелата, потоа се враќа повторно во сила планот од 2012, кај што има 60 катници и слично. Дали вие ќе го одмотувате ова клопче, кое верувајте дека и ние новинарите што истражуваме, има и со антикорупцијската зборувавме, има елементи на вистина за истражување да се види каде се затаиле институциите во однос на давањето на дозволи за вакви урбанистички планови и дозволи за градби. Сами во прашањето констатиравте дека станува збор за сложен настан. Обвинителството ги следи овие настани и од тој аспект проценува дали во определени дејствија има елементи на кривично дело. Доколку обвинителството утврди дека постојат определени сознанија дека во дејствијата на некои лица инволвирани во овој настан или во делот на урбанистичките планови, како што велите, во окрупнувањето на парцелите,
во донесувањето на тие планови или во овие организации што ги изготвуваат плановите, бидете уверени дека воопшто нема да се двоумиме да отвориме соодветно постапка. Дали до сега имате индиции можеби за такво нешто, затоа што и антикорупционерите излегоа со став и му наложија на некој начин на градоначалникот да побара суспензија на планот, тој пак вели дека веќе е побарана градежна дозвола, се ја фрла топката на транспорт пак вели не ни даде нас градоначалникот елаборат, од друга страна самиот тој транспорт дозвол да се продаде државно земјиште. Ме разбирате како обвинителството ќе докаже дека е над институциите. Јас не велам дека се работи за организиран криминал од поединци, меѓутоа некогаш се злоупотребуваат законите заради организирано прекршување нивно или заради прекршување на човековите права и хуманото живење. Рековте дека постојат индици и јас во тој дел кажав дека обвинителството ги следи на овие настани и дека на обвинителството му требаат определени сознанија да процени дали во конкретниот настан или настани има елементи на било какво кривично дело. Во тој момент кога ќе процени дека постојат елементи на кривично дело, ќе отвори соодветна постапка. Ви благодарам. Пауза за реклами, а потоа ќе разговараме во однос на забелешките на State Department, доценјето со отварањето на некои предмети, зашто нема казна за некои обвинители кои ги чуваат можеби подолго предметите и слично, но за тоа сето веднаш по рекламите. Стейт Департментот даде годинава во својот извештај забелешки на работата на обвинителството. Обвинителя навистина бевте на мета затоа што Стейт Департментот утврдил дека истрагите ги надминуваат роковите. Зошто некои истраги одат толку бавно и зошто моравте да се најдете на страниците на Стейт Департментот? Извештајте ни мене. Внимателно го прочитав извештајот на Стейт Департментот и во делот на обвинителството и истакнав дека објективни се тие податоци и токму заради тоа одржав онлайн средба со состанок со раководителите на јавните обвинителства од државата, за да ги согледаме овие состојби, да ги детектираме проблемите и да најдеме решенија за надминување на овие состојби. При тоа морам да исто така побарав и податоци во делот за секое обвинителство и за секој обвинител кога се за предметите во кои се пробиени овие рокови. Веднаш да истакнам дека овие рокови се од инструктивен карактер, имаат за цел дисциплинирање на јавните обвинители во определен период да ги завршат истрагите. Но постојат по мене и објективни и субјективни слабости кога станува збор за време траењето на Прво, имате ли податок кои обвинителства најмногу доснат? Имаме податок дека дел од оваа оценка се однесува на предметите од поранешното СЈО, но тоа не значи дека нема вакви предмети и во рамките на редовното обвинителство. Например, имаме неколку предмети во основното јавно обвинителство во Охрид, во Скопје и во другите обвинителства. Дали вие поднесовте дисциплински мерки или сте поднели дисциплински мерки заради доцнење со предметите? И вие сте тој што можете тоа да го направите, затоа што Советот на обвинители вели дека они може да укажат, ама вие ги поднесувате дисциплинските мерки. Колку сте поднеле во една година? Допуштете ми малку околу извештајот. Да, ама сега не сакам да испадне дека ги браните обвинителите. Сакам да знам што е направено за да ги казните ако не работат. Уште малку околу извештајот, мора кога станува збор за извештајот да се спомне дека во него е нотиран напредок на сите институции, па според тоа и на обвинителството во борбата на организираниот криминал и корупцијата, што податок не охрабрува и не обврзува натаму уште со да работиме на сузбивање на овој вид криминал. Дали обвинителите биле
санкционирани. Да, доколку се утврдат субјективни слабости, секако дека обвинителите ќе бидат санкционирани ако неефикасно, нестручно, несовесно ги извршуваат овие работи. Работите Добро, од колку нивна годишно надлежност. давате дисциплинска мерка за некој обвинител? За обвинителите, имате ли бројки? Па, Или дали воопшто сте издале дисциплинска мерка? има покренато дисциплински постапки против 5 обвинители во изминативе години и по тие постапки со одветно постапуваат дисциплинската комисија. Едната е сега во жалбена постапка пред Советот на јавните обвинители. Кои се тие? Па, мислам дека не е добро имињата да ги соопштуваме со цел да не се повредат нивните права. Меѓутоа требаше Стейт Департментот да ви го даде извештај за да свикате на Zoom конференција и за да ги испрашате до кај се со предметите? Не. Ние обвинителството собира цело време статистички податоци и ги обработува во делот на траењето на постапката. Од почетокот на оваа година ние за секој јавен обвинител имаме посебен образец во кој тој ги искажува завршените предмети во текот на месецот. Но, како што спомнав, мора да се има предвид дека определени предмети сврзани се со вештачења, како што спомнавте во овој конкретен предмет, дека тоа вештачење може да трае долго. За поголемиот број на предмети треба да се вклучат и институции од странство, па се упатува на меѓународна правна помош. Некогаш таа меѓународна правна помош, кога станува збор за прекоокеанските земји, може да трае и повеќе од 6 месеци, половина година. И друг аспект е што обвинителствата, повисоките обвинителства вршат надзор на пониските јавни обвинителства. Тоа ми е следното прашање, извинете што ќе прекинам. Зошто се оценуваат меѓу себе? Зошто е оценувањето меѓу себе? Како викаат, врана очи не вади. Тука така ми личи работава дека е. Не. Како ќе се оценат меѓу себе? Јас- Вишото ќе го оценува колегата од другото Јас мислам дека тоа решение е исправно решение, затоа што нема друг орган што може да ги оценува јавните обвинители. Доколку се формира некое друго тело, тоа ќе значи нарушување на самостојноста на јавното обвинителство. Јавното обвинителство е самостоен државен орган и никој нема право да се меша во неговата самостојност. Може да се размислува, како што е кај судскиот совет, дел од овие надлежности да се пренесат на јавно обвинителскиот совет, но обвинителството и судството се поставени на сосема различни основи, и јавно обвинителскиот совет е жалбен орган и кај дисциплинската комисија и кај и во делот на приговори при оценувањето на незадоволниот кандидат од оценката. На кој ги оценува вишите обвинители? Секој јавните обвинители во основното јавно обвинителство ги оценува вишиот јавен обвинител, вишите јавни обвинителства ги оценува обвинителите во вишето јавно обвинителство ги оценува јавниот обвинител на вишето јавно обвинителство. Така е состојбата и со Значи сами си се јавните оценуваат, пак ќе кажам. Но мора да имаме предвид еден друг аспект. Дека новиот или сегашниот закон за јавно обвинителство ја го воспостави принципот на кариера на јавните обвинители. Тоа значи дека за обвинител да дојде од пониското во повисоко јавно обвинителство треба да има соодветно искуство или соодветно поминати години на работа во пониското јавно обвинителство. Потоа новиот закон
поинаку и ја прецизира одговорноста на јавните обвинители, ги даде основите, а додека во правилникот за оценување што јас го донесов, разработени се овие елементи. И во законот, и во правилникот се настојува колку што е можно, односно да се затворат сите можности за субјективно оценување. Бидејќи и во законот се дадени основите, и во правилникот посебно се дадени податоци, елементи врз кои се проценува работењето на конкретниот јавен обвинител и неговата ефикасност, успешност и професионалност. Еве сега еден парадокс ќе прочитам што го напишаа колегите на СДК. Место да застанат на страната на обвинението, вишите обвинители Бектеши и Харилаки бараат од Скопска апелација да им ги укине затворските присуди на двајца функционери од ДУИ. Преседеното е во тоа што наметот за застанат на страната на обвинението, вишето обвинителство бара да се прифатат жалбите на обвинетите. Не е точна таа информација. Конкретниот случај беше изложен на колегиумот на Вишото јавно обвинителство. Конкретниот предмет е вратен на апелациониот суд во Скопје, но со него нема доставено предлог на обвинителството како да се постапи по жалбата. Тоа е допуштено со законот, да може обвинителството само да го врати предметот без предлог откако ќе го проучи, и во врска со жалбите јавниот обвинител кој постапува по предметот својот предлог и го изложи на седницата што ќе ја закаже апелациониот суд. Да, па само да подсетам дека истите тие од Вишето обвинителство стоеле зад барањето на основните обвинители за обезбедување присуство на осомничени, обвинители на осудени лица и дале идентично мислење за повисоките судови, односно кога станувало збор за пасошите во декември лани, испратиле мислење до Скопска апелација на двајцата да им бидат вратени патните. Тоа е точен податок, меѓутоа апелациониот суд не го прифати мислењето. Не, па добро, ама обвинителите не стојат зад обвиненијата на колегите. Тоа е проценка на тие обвинители во конкретниот настан. Се разбира, јас тоа не го оправдувам, не го делам, но во случајот е така постапено и ви реков таа информација е точна. Благодарение на апелација што постапила не по насоки на Вишето обвинителство. Меѓутоа, еве, уште неколку прашања поврзани со ова кога станува збор за тоа дали се штитат некои функционери, тука се наведени на ДУИ или не. Сега Рашковски еве го имаме на тапет, меѓутоа се има чувство дека се уште се занимавате со луѓето од минатото, никако со луѓето од сегашноста во однос на истраги кои се отвараат за одредени функционери и никако да ги видиме тие истраги на крај. Мислам дека сегашни функционери. Мислам дека не сте во право со прашањето. Јас и на претходните прашања истакнував повеќе факти. Зошто таква оценка за работењето на обвинителството? Па обвинителството, само земете неколку податоци, обвинителството постапуваше против потпредседател на Собранието. Обвинителството отвори постапка и побара да се определи притвор против јавен обвинител. Обвинителството има поведено постапки против суди. Обвинителството има постапки против сегашни градоначалници. Обвинителството има постапки против повеќе службени лица што и сега ја извршуваат. Да, меѓутоа тешко се доаѓа до завршница на тие постапки ви отварате, ама не се покренати обвиненија. Па мислам дека не се во право. Еве веќе за некои од овие што ги спомнав имаме и пресуди. Се разбира дека владењето на правото не е процес што може да се постигне на кратки
за кратко време. Не е тоа процес од денес за утре. Треба подолго време и јас се уверувам дека обвинителството е на прав пат да исполни својата законска и уставна поставеност, неселективно да ги гони сторителите на кривишни. Дали ќе се изберат нови обвинители? Јас кога разговарав со председателот на Советот на јавни обвинители, никако да дојде на ред изборот и секако нешто се одлага, имаше написи дека е под политички влијанија. Изборот, уверен сум дека ќе се изврши и тоа ќе се изврши во скоро време. Мора да се појасни дека овој процес на избор траеше подолго време, но извинете, само да нагласам дека особено за обвинители за организиран криминал, затоа што тоа беше едно од со новиот закон. Повторно се повикувам на новиот закон, затоа што изборот по новиот закон, изборот на јавните обвинители е сврзан со претходна нивна оценка. Порано не се вршеше оценувањето на работата на јавните обвинители и покрај тоа што во законот имаше основи кои не беа доволно прецизни, потоа подзаконските акти не беа доведени во сооднос на новата надлежност на обвинителството на истрагата. И сега, после отварањето на овој глас, надлежните обвинители мора да спроведат постапка на оценување на сите обвинители кои се пријавиле на огласот и тие податоци и оценки се доставени до јавно-обвинителскиот совет и до членовите на советот. Сега имате ли партиски притисоци за овие прашања? Затоа што видете, ако земеме да правиме список на имиња кои се станал обвинител во минатото, кои функционери, кои што биле во извршната власт, во државни функции, сега се обвинители, особено во вишото и во другите обвинителства, јасно е дека има неспорна партиска поврзаност на обвинители со партија. Јас уште еднаш нагласувам дека немам такви притисоци, а не верувам дека и членовите на Советот на јавни обвинители имаат такви притисоци. Сакав, како што спомнав, да укажам на зошто се одговлекува овој процес или не се одговлекува, туку помина значително повеќе време и очекувам дека обвинителите врз основа на овие податоци по извршениот надзор на работата на јавните обвинители и оценката ќе можат да се определат за кандидатите за кои сметаат дека најдобро може да извршуваат функцијата во обвинителството во кое се пријавиле на огласот. Вие спомнавте дека се бараат 5 обвинители во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Исто така 5 обвинители се бараат во вишето јавно обвинителство во Скопје. Согледувајќи оваа состојба, мора да се има предвид дека обвинителството се соочува со недостиг од јавно обвинителски кадри. Овие функции требаше да бидат далеку порано пополнети, но за тоа не постоеше соодветен број на јавни обвинители, дури со последната генерација што беа избрани јавни обвинители во основните јавни обвинителства, се создаде можност дел од обвинителите од пониските јавни обвинителства да се изберат во повисоките јавни обвинителства. Како што нагласи принципот на кариера, не дозволува влегување во обвинителството на луѓе од надвор и обвинителството повеќе пати истакнувам и покрај преземањето на истрагата во ова време работи со 182 обвинители, а пред преземањето на истрагата биле околу 210 јавни обвинители. И овде кога станува збор сега за изборот на овие обвинители, тоа не се нови јавни обвинители, туку од постојните јавни обвинители се пренесуваат од едно во друго обвинителство. Ако вие во обвинителството за гонење на донесете 5 јавни обвинители,
тие 5 мора да ги извлечете од некое друго обвинителство, што значи и таму И таму ќе фалат. ќе фалат. И кога веќе ме прашавте околу пробивањето на роковите, и тоа е една од причините, затоа што обвинителите се оптоварени со предмети, а додека кога би се пополниле 250 систематизирани места на јавни обвинители, тогаш ќе може да се бара поголема ефикасност. И еден значаен факт што сакам да го потенцирам. За разлика од судиите, обвинителите се испод европскиот просек по број на жители. Тоа е генерално. Ви благодарам многу за интервјуто и одвоеното време, за сите овие актуелни прашања и благодарам што бевте дел од топ тема. Благодарам што ми дадовте можност да прозборувам за овие прашања од работењето на јавното обвинителство. Ви благодарам за вниманието, останете со програмите на Тилма, имате пријатна вечер.